На 28 јануари Македонија ќе го добие првиот премиер албанец, а најдоцна на 28 февруари ќе бидат распишани изборите, доколку парламентарните и вториот круг на председателските бидат на 8 мај. Овие рокови ги потврди и првиот човек на собранието. Околу се поизвестната средба помеѓу парламентарните партии за официјално да се договорат за датум, Талат Џафери порача дека чека на нивниот договор. Политичките субјекти и партиите кои што се во собранието ќе треба да се усогласат околу евентуалниот датум на одржување на изборите во рамките на оно што се дадени како оквири за определување на условите со уставот и со законите во рамки на последниве 60 дена од претседателските, последниве 90 дена од парламентарните избори, односно од мандатите на двете институции. Собранието ќе работи во полн состав и на 12 мај ќе може да го инаугурира новиот председател на Македонија. Првата конститутивна седница мора да се одржи на 28 мај. Се бира председател на собранието, а после во рок од 10 дена треба да се додели мандатот за формирање на нова влада. Предлогот за заеднички парламентарни и председателски избори на маса го ставија ВМРО ДПМН. Владеачката СДСМ до последен момент негодуваше, а изјавите секогаш одеа во контекст дека изборите ќе бидат редовни, а датумот ќе се договори. Откако ДУИ прифати споени избори и социјалдемократите го променија ставот. ВМРО ДПМН во скоро време очекуваат да бидат поканети на средба во собранието. Очекуваме да си останат на зборовите и председателот Џафери и председателот на владата Ковачевски, за да се свика таа работна средба на која што ќе учествуваме и да се договори датумот за заеднички парламентарни и председателски избори. На денешниот брифинг со новинарите спикерот Џафери зборуваше и за големиот број седници кои се закажани за денеска. 11 продолженија на седници кои не се одржале со месеци. Некои точки се повлечени, а некои се гласаат. Ова според председателот на собранието е проблем кој се провлекува со години. Новиот деловник кој беше изгласан минатата недела, а ќе се применува од следниот парламентарен состав, ќе оневозможи седниците да се одолговлекуваат и по 4 години и до крај да останат незавршени. Кон средината на месецот треба да се одржи и седницата за буџетот за 2024 година, седница за уште една прераспределба на државни пари, како и годишното обраќање на председателот Стево Пендаровски. После тоа на 28 декември ќе се одржат и последните пратенички прашања.